Поштувани гледачи, вие ја следите програмата на Радио Телевизија Берово. Денеска во нашата програма имаме еден невообичаен гостин, односно еден од најстарите, можеме слободно да кажеме, жители во Берово, кои што оставиле печат на времето во Берово и во Малешевијата со својата работа и со својата активност. Гостин денеска ни е Јован Пипонски, професор, наставник во пензија, роден во 1912 година, што значи дека годинава тој полни 90 години. Господине Пипонски, добре дојдовте во програмата на Радио Телевизија Берово и на почетокот кажете ни како успевате и на таа возраст да го одржите здравието витално. Благодарам на поканата. Ќе кажам да сам проживал многу арно, не сам проживал многу арно, ама ето, здраве ме послужи. Имах и семејни несреќи, ама сепак, ето, жив сам. Внуците ми останаа во Белград, сино тамо почина и тука сам со сќерка. Сега, добро, да сега живот и додека ќе биде, не знаеме. Да кажеме за нашите гледачи дека повод за денешниот разговор со вас е вие сте еден од ретките, а веќе овие години и еден од ретките кои што се уште се живи учители кои што го започнаа образованието во Малешевијата после Втората светска војна на македонски јазик. Пред да започнеме на оваа тема, кажете ни нешто за како го гледате денес образованието, вие како пензионер кој што е пензионер повеќе од 32 години? Ќе кажам, верно станах прв учител после ослободувањето и да се настава и изводи на македонски мајчин јазик. Првото учествување кога бе поставен, тоа беше село Смојмирово, каде почнах да работам со 4 одделења. Работата беше тешка, ама со голем ентузијазам се постигнаа резултати. Кажете ни како денеска образованието изгледа, видено од вашите пензионерски денови? Денешното образование? Денешното образование завидно, не можеме да речеме, јас пратам така и децата и учителите како работат. Иако учител мора да биде спремен, ако не иска да работи, лошо е. Ама кој иска да работи, ќе се постигне многу. Сам овака доволен од денешното школување и образование и од учителите. Да поминеме на нашата денешна тема. Како што веќе јас споменав, роден сте во далечната 1912 година, па кажете ни за вашите спомени за Берово и животот во Берово во далечните 20, 30 и 40 години. Она што го ние го викаме општествен живот. Од Првата светска војна? Да. Значи, животот во Берово знатно се изменил. Не само за тој период од колку 20 години, нема 20 години, ами се од 2 години на така па се измени. Кога гледам во Берово, моторизација, точкови, јас бех учител толку време, не можех точок да се купи. Иако одех во село со прешки. А гледам сега и децата и такова. Нагарано. Како вие го живеевте својот детски живот? Кој живот? Вашиот детски живот за време на... Детски живот? Па детски живот лошо. Кога одеме на школа, ќе земеш дрво под мишката да однесеш, немаше во септито, немаше такова средства, школите нема средства да грејање, ќе земеш и дрвце да однесеш. Со облека бе многу сопинци одиш, ти така ме таму. Тоа многу беше тешко тоа е. Детски живот.
се ванено се носеме, па така се живееше. А па храна повеќе беро живеа од планината и таму се раждаше рж. Јас сум за целото време додека ние јадеме ржан леп. Ржан леп. Значи за целото време како дете ржан леп. Како беше животот во Берово тогаш? Дали имаше занаетчиство? Занаетчиство, јас едно време бех занаетчија, али занаетчиството беше елитата. Кои занаети предничаја? Кои занаети? Предничаја шивачи, кондураджи. Шивачи, кондураджи и ковачи повеќе. Тие се занати. Некои специјални занати немаше. Кои беа попознати, да речеме, шивачи, кондураджи? Шивачи познати беа, многу такова познати. Ами тие беа, колку. Григорчо Полески, на Дојчо, тоа е тамо, Башаму, многу беа. И татко ми имаше малку шивач, иако беше земјоделие, повеќе шивач. Значи, имаше кондураджи и многу. Зердески Јован, Бубески, Тиме, многу. Можеме ли да кажем од каде се снабдуваат тие со суровина, со суровина, со текстил, со кожа? Со текстил, тие шивачите повеќе се со ванено си работеа шајаци. Шајаци шивачите. А тие снабдуваа со кожа од доле од трговија. Пред се тука, јас колку што ми е познато, Струмица бил. Кој? Струмица. Бил град кој што, од каде што беровчани па и се снабдувале со основни артикли. Струмица беше тоа центар за основни артикли. Струмица, тука имаше некој Бего, да го викава Бего такова магазин, Каратане, тие беа најјаки трговци и од таму се снабдуваа трговците наши со тие работи. Газџи, Шарлаган, Шикер, тие работи се од таму. Веќе дојде време за ваше образование, односно одење во училиште. Како беше образованието во Берово? Како беше организирано? Да ви кажам, веднага после Првата светска 19-та година се отвара школите на српски, српско-хрватски. Тогај се викаш Срба, Хрвати и Словенеца. И јас прво одделение зафанав во 19-та година, заврши 4 одделенија, ама немаше повеќе. Може ли да кажеме кои ви беа учители во тогашно време? За тогашно време Ката Штрбецка, што ти рекам, Милан Марковски, Карчовски, имаше тие. А немаше още тие од Србија. После дојдеа втората година, веќе дојдеа од Србија учители. Од Србија учители многу. Да. Така е што. Каде се одвиваше во Берово наставата? Во која зграда? Какви беа условите? Какви учебни помагала имаше? Нешто имаше, ама слабо беше и тоа. Още учеме на такова со табли, крижује, што ги викаме. Првата школа дека сам учил, таа школа беше тука сега дека е Митко Поповата каша. Тука веднага. Тамо беше првата школа, тоа беше чардаклија една зграда. Имаше соби така. И таму учех прво, второ, трето, тек кога дојдех пето одделение, новата школа се преместиме, кога се направи, па дека е сега фотограф. Тоа беше голема Пајантова школа,
Сеќам се која се градеше, тоа граде на доброволна база, доносеа тие греди на волове на јареми, Да. на јареми, и таму јас се сеќам колку беше складирано материјал. Направија таа повеќе беше такова дрвенарија. И на неа почнаваме да учиме. Неа почнаваме од како се... Ама доле имаше 8 соби и горе 8-16. Ама да отие така, кога се качеме горе, таа се тресеше веќе. Се даваа некојаш забави и од деца и од такова. Горе кога се качеме, страшно беше. Да спомнеме нешто за учебниците, за учебните помагала. Учебни помагала, тогава доадаат српски, почнаа да доадаат веќе, почнаа да доадаат српски. Буквари, па они имаат тие јуначки песми, такви работи. Значи, имаше тогава. Србите, иако беа, ние бевме позастанали, србите беа послободни. Ние тука в Македонија па бевме застанати под турско робство. Така беше тоа. По завршувањето на нижата осмоетка во Берово, вие продолжувате со своето образование во Струмица. По завршувањето на четврто одделение имаше 2 разреда виша основна школа. И ние ги заврши, сметајќи дека ќе отворат оште. Ама ка нема, татко ми ме испрати во Струмица гимназија. Таму имаше реалка гимназија и запанах таму во Струмица. Таму 3-4-5-6 диши треба да одиме таму. Во Струмица имаше од Берово. И вие имавте проблеми пред да заминете во Струмица и со обезбедување на финансиски средства, односно на пари. Да. Таму заврших, значи во Струмица заврших пола матура, се полагаше пола матура. И таму немаше учители во гимназијата. И таму беше оскудно. После Октомвриската револуција имаше избегани руси, то они ни предаваа таму. Тие предмети што не са толку такова земјопис, математика, историја, такви работи. Прашањето беше за што беше? Знам дека пред да заминете за Струмица имавте проблеми со обезбедување на финансиски средства за пари, за таткови. И заврших таму. И во Штип. Арнома нема средства за издржавање. А јас сам си сам. И вика татко ми, ќе занат нешто. Он нешто знаеше шивачлык, ама не ми даде. Вика, ќе те дам за берберин. И дадаме кај Миладин, кај Васко Миладинов. И тука останах, заврших тоа берберлоко, станах малку калфа, поработих малку калфа. И дека до декада, до 32 ле беше која година. Па после... Јас би сакал тука да пред да продолжиме со останатиот дел од разговорот, да се навратиме на она година 25-26 во Берово, кога е формирана она граѓанска школа, па да го одбележиме нејзиното влијание врз културниот живот во градот. Граѓанската школа многу направи. Јас бех веќе заначија, многу направи. Одима веќе свет со школа. Некој од тие граѓанска школа продолжија за средна школа. Познат е активност, односно делувањето на хорот кој што бил формиран при граѓанската школа.
Хор имаше. Беше наставник, еден от, не мога да се сета, от Кратово беше много арен и хор образуваме. Кој се членуваше во него? Членува и ученици и тако. Имаше хор. После, тога имаше и драмски секции, дамска такова, образува и такова, забави. И јас сум чувствувал во тие. Подоцна веќе наставните, светските наставни го диктираат развојот на светот, па тоа има одрази во Берово, во Македонија, во Малишевијата, веќе започнува Втората светска војна. Вие пред да започне тука некаде 40-41 година станувате заробеник како српски војник. Како се случи тоа? Да. Значи, бивша Југославија станаа некои работи кои за време на това стара Југославија станаа и убиството на крал Александар. После това почнаваме да не праша такова навежба. А од страна искам да ти кажам тоа, се сеќавам Беро таа напредна такова интелигенција. Младина и тие заначите. Да. Често пати се така собираме, искам да се направим песми. И точно од 35-та, кога ќе почне војната вече, ама тие официри некои такова не денесува малку. Посмотр сме. Еден ден сме се собрали, имаше гарванско кафене, сме се собрали и почнаме да си пеем Миле Вопер Дано, нам такви песни. Ама не забележили сите. И кога почна да не караа на запас, односно на вежби, сите тие и мене, и Боре Пецовски, оне Зеографовски, Панте, сите не откараа на вежба. И така беме, кога почна војната, на вежбата не затече. И јас тамо, од кане запленија вече, бех во Германија, после се врнаа тука. Што беше прашањето, Артуро? Па баш ме прашав за оној период од вашиот живот во заробеништво. Јас знам дека во Косово сте заробени и потоцна сте однесени во Германија. Да. Малку за тој период да позборуваме, да ни објасните како беше, што се случуваше. Ба, слушај, заробеништвото не е арно, ама ние се надаме тогај оти, кога почна војната, некој ослободува Бугар, тој ослободува, ама нас тие што беме на такова на вежба, почнаме да не повлачат, требаше да идеме на Јадран, да со такова да се идеме во Цуринчката такова. Ама во Сараево не запленија и во еден логор тамо, го вика Аустријски, се двоиме македонци, Срби и Хрвати, сите те не издвоиме така, колку души, и не лажа, вика македонци ќе ви ослободат. Од тука Срби бугарство, вика они не сметаа нас бугари. Кога еден ден не качуваа на воз и во Германија не раставараа во лагер 4Б, таму не распоредија на кој што ќе да работи. Ние беровци кои сме таму сме... Може ли да слушнеме кои биле беровци од Берово, поточно жители на Берово, беровци кои што биле во Германија во логор заедно со вас? Ова ќе ти кажам. Во логор јас, Боре Дојаковски, Милан Чучурски, Славеч Чаковски. Имаше некои од целата, ама
околу 20 души во еден логор беме. И заедно од таму, кога се јавиме за земјоделци, не испратеа во градот Витенберг. Тоа е многу историски град, чуен по Мартин Лутер. И таму не распредуваа за по земјоделци по улиците и некој кога се падне по список и те одреди таму да работиш. Мен ме одредија кај една жена, маже и во војна, и таму цало време додека бех работих, башта имаа пред кашата и таму работих. И без да се надам, еден ден при краја на 45-та година, извикува сите, спиеме заедно сите, заран одеднат на работа, вечер во логор. И после, кога и не извика 45-та година, извика да се спремме. И не испедрија во Виена. Тука беше дошел представник од Црвениот крст од Бугарија да испита кои сме, што сме, и по известно време на воз во Софија и од Софија се слободихме. Во Берово. Во Берово. Сега ова е веќе период после, кога при крајот на Втората светска војна, вие повторно се ангажирате во војните действија, меѓутоа сега на страната на партизаните. Сега на партизаните. Тога е на страната на партизаните и многу доброволно идеја и на прво ојдеме на Плячковица. Таму ојдеме. Германците още тука, ние на Плячковица, още тука, Струмичко, Кочанско. Од Плячковица не сварија, мене интересно е тоа беше, каква беше таа работа. Чека помош од Русија, не знам што, не знам потега, нема. И свалиме и спадаме кај Блатец, од Блатец нападаме на Кочани. Таму имаше германците. Од Кочане, од нападот на Кочане се повлечува некај Штип и Штип нападаме. Од Штип одиме некај Овче поле. Таму седим во едно село, еден од тие постарите партизани, јас отизнав да бричам, избричих некои там од нашите другари, да ме избричиш. Јас избричам. Викам, што ви е тука? Вика, че зимам од тука војниците, че образуваме нова такова формација. Викам, јас мога да се... Ами јави се. За дека, че не караат некај митрешинци. Ама јас река, некај митрешинци, викам, јас утре ќе се јавам, да се јавиш. Таман се јас се вих. И ја ти го Страшо Ковачовски, Любе Бубецки, Мито Кочов, не знам. А Борис не дава никако отис во негово батальон. Не може, че тие ќе ве караа таму да ве стрела. А викам, и ние се качуваме през Брегалница една нож, а војниците германците се още по полето. През ноша минуваме реката Брегалница и од ке Блатец доодиме во Митрешинци. Тука чуваме известно време, во школата сме стражари, чуваме затвореници. Бугари, тие комесари и некои кметови што било во школата и чуваме. Ама тогај се поврнали германците во Берово.
А ние сме митрежинци. Са наши се подплашија тамо на намен и не прекомандува, отпушаа тие затворениците и се прекомандуваме, па не пратија на Звегор. Од Звегор некој време поседеме тамо на границата, после доодиме во Штип. Тука се во Штип веќе има такова народна одбрана. И колку останах една неделя, две останах таму. И туку дооди, па кој е постар од 30 години, ќе ослободите, тука требат помлади војници. Да. Народна одбрана. И така бех ослободен, команда места, и така се ослободи тука. Веднаш по ослободување тука, веќе власт настапува. Формирање на Народно-ослободителни одбори, вие добивате понуда да бидете за секретар на Народно-ослободителниот одбор, и тоа и тука има некои влијанија вашиот татко. Да. Добивам такова, ама татко ми не се согласува тоа и отиде на конкурс за учители, тега станах учител. Каде беше вашето прво учителствување, односно каде прв пат започнавте со својата работа учител? Прво во својата работа учител започнав, бех назначен во Смомирово. Тоа ми беше близко, а он пешко. Колку број на жители броеше Смомирово тогаш? Смомирово жители? Да. Не знам жители, ама ученици имаше околу 70-80. Топ ученици. Да. Тие учеа од прво до четврто регион? Од прво до четврто. Да. Од прво до четврто учеа. Сега кажете ни нешто за почетоците на вашата работа, односно самата организација на образовниот процес во школото, во зградата, во училиштето. Тоа беше доодеа некои нападствија моментално од Министерството, тога беше министар Никола Минчев. Минчев доодеа некои нападствија, расписи и така натаму, како да организираме, што да правиме. Ама со малечка стручна подготовка, малку тешко одеше, ама се работеше со ентузијазам. Какви беа просторните услови? Просторните? Тоа училиште беше изградено убаво. Тоа беше сега на речето на Смомирово и още стои. Ама после изместија го доле во задружниот дом. Добро беше. Како беше решено грејењето, клупи, инвентар? Селото снабдуваше се. И клупите, јас сам мајстори, и клупи, и дрва, се беше снабдено беше. А со учебници беше тешко. Тешко со учебници. После, одима после тоа. Да кажеме тука дека ова е училиште кое што прв пат започнува да работи на македонски јазик и ете вие имате и таа чест и обврска тогашна да трансформирате да некои букви од... И денеска кога се сетам, јас сам горд со тоа што како учител, прв учител на македонски јазик, после толку време на мајчин македонски јазик да се изводи настава. Да се изводи настава, тоа е заиста многу. И кога се сета колку кадар сега од онија што сам учил, излезнали вишисти, среднисти и така натаму. Кои други учители заедно со вас беа во тој период? Учители? Да. Во тој период беа Пева Брашнарска, после имам повечко. Многу беа тие. Сега се се пензионери тука. Многу. А најстар учител беше тоа Чучурски, Иванко Чучурски, друг постар кој имаше тука. Немаше постар, немаше. Сите тие со какво образование беа? Тие што дојдеа после. И многу од нив за курсисти беа. И Брашнарска курсиста, и Чаминска, и Зердеска, тие се курсисти беа. А учителска школа кои се завршили? Ние завршили учителска школа, има и учителска школа завршија веќе. Од тогајце веќе на големи кадар.
Вие можете да ни кажете и за самиот процес на промена на буквите од српските букви во трансформација во македонски. Па да, ви реков оти почнаме без македонски буквар. И се снаодеме со тие буквари српски што имаше. После со оние малечки напасти што добиме на првиот курс, започнеме да работиме. Нарочно откривање букви, такова составување текстови, така си мачеме по аналитичко-синтетички метод, се тоа администрацијата. Колку учениците беа спремни во тоа време, подготвени да го усвојуваат образованието вие што им го пренесувавте? За да учениците да продолжат? Да. Па ето тука имаме од Смојмирово тука мислам веќе. Од Смојмирово конкретно. Знам тие што се зависица висис. Па тоа е Јанđеловски, па онај тамо ка се викаше. Па некој си имаше заборил сам, не мога да сета. Има намку 20 ученика. Освен работата со учениците, редовните ученици од прво до четврто одделение, вие имавте обврска и да спроведувате така наречени аналфабетски курсеви. Имаме, тога и обавези големи имаме. Аналфабетски курсове, после да работиш со младина, завршиш часовето, вечер аналфабетски курсови. Кога си слободен празник и тамо, онамо, ајде со младина, потамо, тоа беше такова. Забави со младината сам спремал да оди по селата и така. Тоа е тешка работа беше тоа, многу тешка. Али кога се издржало, па се издржало. Познато е, барем од историјата, така се зборува, каков, да ни кажете вие конкретно на вашиот пример, каков беше односот меѓу учителот и ученикот? Да, колку беше почитувањето, дали имаше почитување? Слушај, јас не сам забавил лошо од тоа, од учениците, нити они од мене. А па имаше тога и учители, нарочно тоа во Берова Дип се споменува, додека јас учех Бошко некој Миловиќ, кад тепаше тамо, онамо, тој и дракалата тепаш. Само немаше толку тие груби работи. Добро беше однос. Али денеска е многу поарно некогаш. Многу поарно. После вашата служба, така да кажеме, како што се зборувало тогаш, односно вашето учествување во селото Смојмирово, вие добивате распоред за управник, за управител на училиштето во селото Русиново. Да, добих тамо. И тамо имаше веќе повеќе учители, повеќе такова. Како беше животот во селото Русиново во тоа време? Селото колку беше селото и така? Селото беше, тога беа германците минали. Мизерно беше, ама имаше многу ученици, учители беа, настана кадар, имаше кадар, доодеа и од двориште во седмолетката, па образувах тога и интернат за тие ученици од дворище до да тамо ти престојува, да јадат така дома. Значи, и Русиново беше голема такова, многу ученици имаше. Голема школа беше, одговорност голема одговорност. Али се настојаваше, па сега оти имам повеќе учители, културно забавен живот за ција селата, па игранки, па забави, организираше се тоа. Али да видиш па тоа што беше. Учители дооде, па не дава тогавашната власт. Се сеќавам сега, како управител ни арижджава да не смееш да пуштиш
учители да ги пушаш секојаш дома. Тие што додат, значи да останува таму. Не смееш да си одат. Како беше организацијата на животот на учениците во ученичкиот дом, односно обезбедување со храна, со соодветна постелнина? Не беше многу арно, ама имаше две жени готвачки. Има тамо кај црквата некој такова дом, црковен дом, тамо престојува. Како се обезбедуваше храна за учениците? Дали тие плаќаа за својот престој во домот? Не плаќа, нешто доносеа они тамо, не плаќа. Нешто можда даваше това одбор, некоја малечка помош, ама повеќе беше доброволно. Така беше урасено. Подосна, откако По Фруциново беше учител Драги, Фурнаджиски, Драги Фурнаджиски. Он беше завршил земјоделска школа, такова преорганизација за учител. И имаше неговата жена Мара, тамо се и оженија. Имаше учител, Пешчовки имаше. После вашата работа во Русиново, вие доаѓате на работа во Берово на местото референт за школство, за образование. Да, премештуваме како референт. Тука останувам, не знам колку, 1-2 години останувам. И после ме премештува за учител во основното училиште Берово. Тоа е веќе во 1951 година, така. Премештуваме, още не беше направена до новото школа. После да се преместиме во таа старата школа, веќе што беше таму пред црквата, таа се затвори. Вие како просветен работник имате и своји активности во работата на драмска секција која што активно работела малку подосна 50-60 години во градот. Која? За драмската секција. Драмска секција. Да. Тука беа Ѓоковиќ, Душан Дракалски, имаше такви и женски работаме. Фима Миладинова. Да, даваме забави. Така беше. Има ли нешто што ете во овој разговор не го споменавме, а вие сакате да го истакнете како еден дел од вашиот живот кој што ви оставил посебен впечаток? Затоа што веќе после 50-те, 60-те години на минатиот век историјата е малку повеќе позната околу школството и образованието. Ма слушат, ти кажам. Печаток ми е брзиот развиток на се. Брзиот развиток. Видиш, мени се од година на година. И за тоа време, ево, да се сетиме, какво е било преди 10 години, сега какво е. Значи, тоа е печаток дека човечкиот ум напредува, ќе се оди напреде. Не може. Напредува, се си напредува. И јас ви благодарам за одвоениот простор за програмата на радио телевизија Берово и за изнесените сеќавања за еден период од развојот на нашиот град, па и на општината, и ви посакувам многу успех, здравје и среќа во понатамошниот живот. Хвала. И јас ти благодарам на вас што ме поканите ето тие последните години да кажам нешто, само се извинувам оти малку сеќањето. Јас се надевам дека нашите гледачи поточно ние успеавме да им приближиме еден дел од тој живот, и тоа ќе биде, се надевам, драгоцен материјал за некоја идна биографија за Берово или монографија или некој друг текст кој што
со вашите кажување ќе се придонесе да бидат одбележани тие настани од минатиот век. Јас некој ако го нешто интересира, кој го интересира што знам, ќе му кажам. За тоа се благодарам на се.